Јас за тато многу бев тажен и им кажав на тета Зоре и тета Горде од градинката. Утредента, тато дојде во градинката. Јеј! Тато не умрел, тато е жив. Ми кажа дека мама и баба се шегувале со мене. Мама и баба продолжија да се шегуваат со мене. Сега, јас и тато имаме тајна. Главниот протагонист на романа, значи Борко, нашиот сограѓанин, сега ќе речам Бранко Бркојич, конечно беше повеќе од година и пол не се гледа со своето дете, затоа што секоја средба носи се поголемо оддалечување на детето од него. Тоа е заслуга колку на другата страна на родителот, толку и на институциите кои што не реагираат и не се кадри да се фатат во кост со таквиот проблем. Сакам, кога сме кај литературата, мислам, ова е многу тешка тема за пишување. Значи, тука маневарскиот простор, да речем, е многу ограничен. Затоа што ја следиме вистината. Ни фалеше уште една карика во самиот роман, а тоа е оној дел од другата страна, значи, али таа беше втората страна на медалата. Да, некомпатибилна, значи неконтактибилна. Едноставно не можеше да се оствари контакт, за да би може да ги чуеме двете страни. Затоа ние со Бранко направивме голем труд. Се што е во книгата пишувано е всушност делови од документи, преписки на Бранко со социјалните институции, Министерството за труд и социјална политика, со сите можни судски представки, пресуди и така натаму, така натаму. Ние ги следваме документите да би може делото да се окарактеризира баш како вистински настан, за тоа што се работи за вистина. Ти се погоди и денот денеска, светски ден на книгата и на авторското право. Да. Ги поздравам читателите и сите што љубат да читат книга, што сакат пишен збор. Баш така денот, а иначе да напоменам дека на 25-ти, значи не утре, задутре, е пак меѓународен ден на борбата против отуѓувањето, против родителско отуѓување. Баш првата книга кога беше промоцијата беше точно на 25 мај во Скопје беше главната промоција, баш за денот на светскиот ден на борбата против отуѓувањето. И познавајќи те тебе, претпоставувам дека иако еве сега правиме промоција, книгата беше издадена во март, ако не се лажам, излезе од печат, претпоставувам дека нешто се гоци во твојата кујна. Да, јас себе и со Бранко во тој контекст зборувавме, значи некаде некаква трилогија ќе се случи, али многу покасно. Јас имам некои мои проекти кои ќе ги оставив точно за овие теми. Ја 3,5 години не сум чепнал ништо друго, освен во меѓувреме да излезе за Ватушо книгата. Што е? Сега имам нешто, најавам, ќе го најавам Големото оро, тоа е роман, тоа е фикција малку, и се најдам на тоа или до крајот на годината, или на почетокот на наредната година. Едногодишно доволно е. Помина 3 години од кога беше издаден првиот роман Отуѓување. За тие 3 години се случија многу нешта, за жал не сте баш позитивни. Мислам дека ќе се собер за 3 години материјал, дека книгата секако требаше да има втор дел. Сите мислят дека ќе има хепи енд, меѓутоа не е така. Книгата ја направив и ја напишавме со цел да се потикне некој во општеството да почне да размислува, затоа што ова не е само проблем мој, што го имам јас со мојата бивша сопруга и со синот. Ова е проблем на илјадници брачни парови кои што се разведуваат, а во тој процес најмногу страдаат децата. Целата ни беше со Ѓорѓи Мешков да го издадеме овој роман, да служи како поука пред се за државните институции. Се надеваме дека некој ќе стави прст на чело, ќе размислиш дека треба да се работи пред се во интерес на децата, затоа што ако сакаме да имаме здрави генерации, мора пред се нив да ги заштитиме. Не знам, темата е многу долга, да може и 2 дена да зборуваме за отуѓување. Не е убава, тешка тема,
за жал сите бегат од таа тема. Никој не сака овој општествен проблем да го промовира, кој што реално постои. Така да може да збориме 2 дена, има многу закажување. Јас многу не би ја одземал од времето. Секој може да си ја земе книгата, да ја прочита, би препорачал да ја земате и тие што се родители, и тие што текст мислат да станат родители. Во случај, но никој не му посакувал, не дај Боже, да дојде до распад на бракот, меѓутоа, ако дојде до тоа, ова му е еден вид како приручник како не треба да се однесуваат 20 родители, затоа што лечејќи си ги своите ега, унштетуваат на своите деца.